И ова сака е наш што го има, само во Србија, го има нигде во свет го нема. Значи не се работи за крадење на законите. Значи во првиот момент кога ќе се направи законот, дури и да е земен, ископиран, не викам краден, туку ископиран од друго место, тој е солиден закон. Меѓутоа, што се случува кај нас? Доаѓа Перо и од некоја си политичка партија и вика, слушајте, овој законов е добар, ама ајде ние да го прилагодиме за да не ме фати мене. И тогаш на брзина во рок од 2 дена се прави измена. Нашите закони се менуваат не на месечна, не на годишна, на дневна основа. Значи, едно време, значи, тоа е отсуство на правна сигурност. Затоа и не вложуваат, да речеме, нормални странци кај нас, заради тоа што викаат луѓе кај вас нема елементарна правна сигурност. Значи, кога ќе влезиш и кога ќе видиш одреден закон, дека тој закон важи и ќе важи барем во наредната година. Во еден момент видовме дека законот за работни односи во една година се смени 13 пати. Законот за царини се смени 12 пати. Значи, тоа веќе и сега, промената прво создава несигурност. Потоа промената создава тешкотија во одредување што и како важи. Меѓутоа, што е она што се прави со промената? Се прави промена на еден член, меѓутоа тоа е исто како од една куќа да извадите неколку цигли. Се дестабилизира целиот закон. Значи, тој закон си има замислена структура, си има столбови, така, на тие столбови се ставени цигли. Се ти ако срушиш еден столб и ти останале 3 столби и викаш, падна кровот, вика не чини законот. Не е работата да не чини законот, туку ти си направил такви промени кои што се контрадикторни на оно што представува логика на законот и законот како секоја куќа на која што ќе го срушиш носечкиот столб, паѓа. Тоа е проблемот кај нас. Добре, јас мислам дека во основа се сведува кај нас на човечкиот фактор. Еве сега ние, како викаат еве за образованието, вакво било, онакво било, УКИМ не бил меѓу први 1000, сега не е ни меѓу први 2000. Јас студирав пред 20 на години, јас сега гледам некои работи се осовремени, ама самиот систем на кој, како да ви кажам, порано за некои факултети вика дека можеш само од столче да паднеш, сега гледам дека и на други места е така, и за мене е погубно, еве коментира, јас како роден и по фамилија нели битолчанец, викаат има 5 пати повеќе битолчани кои студираат во, кажете, во Словенија отколку во Битола. Што значи самото на времето, да знаете во 90-тите, знаете како беше во 90-тите, сите што може од Битола заминаа за Бугарија да студираат. Тогаш се одеше во Бугарија. После влезе еден бран, каде што пробува грците еленизација, например, фамилија, отидоа луѓе почнаа да студираат во Грција. Сега е бранот во Словенија. Ко за чудо, никој не ќе да остане локално. Од друга страна, од Скопје и од Паланка, пример, да кажеме, доаѓаат во Битола студираат. Така да на крајот јас мислам дека се сведува дека форсирањето дека треба некој локално да студира не сваќа дека младите во основа не ќе да студираат во сопствениот град, дека се млади сакаат да се тргнат од дома. И ми место да ги ојачаме факултетите да ги слабнееме. Да, со години тука седиме и разговараме за тоа што треба да се направи, како треба да се направи тој пример, меѓутоа во државата генерално и печатокот е на сите дека има регрес по повеќе основи. Не кажам сега изминатива година-две, зборувам изминативе 15 на години. Што треба да се смени за тој регрес да се запре, бидејќи вака веќе не оди. Многу една невидена колосална трагедија како Кочани, многу луѓе ја посочија како нешто од кое што веќе не може подале да одиме, дека можеме само напред да одиме ако сакаме да имаме нормална држава. Меѓутоа, дали се движиме, дали ги научивме лекциите? Стартно ние имаме, да кажеме, компромисни влади со 2 етнички партнери, тоа го имаме уште од почетокот на 90-тите, без оглед се трудиме да правиме широки влади, нели? Што е проблемот? Ние се имаме во актуелен момент имаме 3 партнери во влада и еден куп мали. И буквално државата и системот кој да било од 90-91 поточно од независноста до 90 оди на принцип колач. Треба да детерминираме од тие цирка 3000 места што се или 1000 кусур институции колку што се. Мораме да детерминираме што политичкиот субјект во институциите може да дели.
Стартно мораме ние да детерминираме. Јас многу се сложувам за две работи што се донесува во задниве години и пол. Прва работа, дека во секој министерство тој што е министер, државниот секретар, он го поставува. Значи, заменик министерот може да биде кој, но министерот го става државниот. Зошто? Па државниот секретар, него му е внатре системска контрола во министерството. Порано, знаете што не се случуваше? Министер Александар, контра него Мирјана државен секретар, таа го ровари од внатре. И тој не може да мрди. Сега нема изговор. Значи, ако ти си министер, ти ставаш државен и мора да функционира системот. Сега е така. И тоа е пред години и пол. Дали колку функционира, ќе си покажи, нели, ревизија за секој индивидуално кој што работел. Но тоа е прво позитивно нешто. Второто позитивно што мораше и треба да се направи, дека не, еве пример на локална самоуправа, дојде, каже го градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски и вели: во јавните претпријатија директорите се мој ВДС, се мој личен избор. Зошто? Се сложувам во голема мерка, без коалицијски ваши наши овона. Зошто? Па тие генерираат нездрав долг. Што ако мене ми се пуфка, ми се фали градоначалник кој да е, дека добро работи, кога јавните претпријатија генерираат огромни долгови. Значи ја доведуваат државата и градот во була. Не испорачуваат резултати, значи ние доскоро нас ни се случуваше ѓубре да не се исчисти, вода да нема, улици да не се дупки да не се закрпени и да нема автобуси. Па која е поентата тоа што на било што? Така да одговорноста во одредено место мора да се знае и не смее да биде прашање на делба и на плен. Сакам да кажам, ако Александар во институцијава, тоест во телевизијава, сноси одговорност, пример за емисијата, и ако 5 дена, 2 или 3 пати он ја води, тој би требало да има автономија, иначе не може да испорача резултати. И пример ќе направам со паралела за спорт, тие што разбираат, во Англија нема тренер, во Англија има менаџер. И менаџерот нели бара кој ќе му се трансфери, која му е екипата, кој се. Таму ако некој друг ти ја направил екипата и ти ја дава, како во други држави. И вика тренирај ги играчите. Како може да испорачи играчи кога овој прво не ги барал нив на трансфер, второ не го слушаат, нема авторитет. Значи, тоа мора да кажат дека централизирана треба да биде моќта во управувањето според вас. Да, за да може да има одговорност. Иначе како одговорност ќе бараш од мене? Добро. Според мене и тоа е нешто што јас го повторувам веќе 30 и кусур години. Мора да има однапред познати правила, процедури и критериуми. Без правила, процедури и критериуми не може ние да формираме држава. Од почеток ние одбивавме и се уште одбиваме да се придржуваме кон однапред познати правила, процедури и критериуми кои што ќе важат еднакво за сите, а посебно за оние кои што се на власт. Значи, дури мораме ние да пристапиме кон ригидно почитување. Оно што каже господинот, правило, не смее да се паркира кола таму и таму. Абе, не ме интересира кој е, што е, зошто е, колку е. Правило е дека за да може да дојде на тоа и тоа работно место треба да има толку и толку бодови, такво и такво знаење, такво и такво искуство. Не ме интересира политичка партија, не ме интересира ништо друго. Може да дојде прашање на она што представува позитивна, афирмативна мерка, само доколку имам двајца кандидати од различен пол или од различна етничка припадност, кои што еднакво ги исполнуваат условите. Ако имам двајца такви кандидати, тогаш предност давам на оној кандидат за кој што сметам дека е помалку застапен во соодветниот орган. А тоа е позитивна дискриминација. Значи, правила, процедури и критериуми, само тоа е она што може да ја спаси оваа држава. Работата е што нашите политичари успеваат она што го спомна и господинот за Чаир, да ги корумпираат самите граѓани, наситно да ги корумпираат. И тие не гледаат веќе низ призмата на тоа дека правилата, процедурите и критериумите ќе го заштитат обичниот граѓанин, туку викаат, слушај,
А овој ако е мојов човек на власт, ќе ми го скини тоа ливчето за паркирање и јас ќе добијам нешто. Да. И се задоволуваат со тоа. Тоа Ситен е ќар. таа ситна корупција која што успева власта да ја прошири. Ма тоа еродира државата во големата слика. Апсолутно. Значи, она од што мораме да тргнеме мора да изградиме. Значи, дури и лоши да се, најсериозно, дури и лошо правило е подобро отколку никакво правило. Значи, правила, процедури, критериуми кои што процедура не смее да се промени закон пред да поминат 3 години од важење на тој закон. Ако е закон, ако е општа норма, како може да сум го донесла, а да важи само 3 месеци или 2 месеци или 5 месеци? Значи, која била таа визија, таа перспектива која што јас сум ја имала кога сум го носела тој закон? За да може тоа, треба да има процедура на јавна расправа, на стручна расправа, на академска расправа. Значи, ако има процедура и ако донесам соодветен закон, тој закон ќе трае, нема да се мени. Професор, ние во претходниот парламентарен состав имавме закон за одгледување на марихуана со европско знаменце. Што поише правиме овде? Памтите претходното собраниски состав со европско знаменце што менуваше? Беа опоменувани од тогашната опозиција, сегашна власт. Немојте грешите. И на Тереоје што тужи од странство, и на тој и другиот неговиот наследник истера еден куп закони. И сега, после такви глупости правим, на крајот на криштата, референдумот за промена на име падна. Значи не успеа. Тоа не се согласувам. Ама падна. Тогаш не требаше да го спроведат. Значи тоа беше консултативен и си Која е таа закон? Постои консултативен референдум. И падна. Значи не падна. Не е успешен. Заради тоа што просто мнозинство се доби. Може да ве прашам нешто? Дали ги знаете извештаите и информациите за тоа како тие 600.000 за? Барем едно 200 или 300.000 излего, може да ви кажам една информација. Ако чекај да ви кажам, битно е. Дали знаете дека во северозапад, само слушнете ме, Молчев и слушнете ме. Знам точно како се спроведуваше. Да сте живи и здрави. Дали знаете дека во делови на северозападна Македонија, во одредени селски општини, каде што кога се гласа градоначалник, што го знаат, комшија, има излезено 18, 20, 22%. Знаете дека за референдумот имаше 92, 95, 98? Како може да знаете како излегува? Ко се стемни, некако се пунеше. Се кина, знаете? Знаете дека ДПМН е така ги добива изборите? Кои избори? Сите. Ама ова е сериозно. Ама и јас сериозно кажувам. Кои избори ги добива? За кои избори? Јас наблюдувач сум била на многу избори и сум гледала како се полнат, како се полнат кутиите. 98 кога? Значи секоја изборна значи, затоа се става таква изборна комисија, прво и прво. Самото тоа, што... Нема кои избори? Сите избори. Кои? Zашто? Сите. Значи, со тоа што е предвидено дека во Македонија, која што во моментов има 1.730.000 луѓе, според статистика, 1.800.000 се гласачи, тоа е злоупотреба на она што представува избирачко право и можност за малверзација на секоја политичка партија. Јас тоа го имам коментирано. Видиновски кажи, јас сум го коментирал во ова студио. Се зема она што представува статистика и тоа е основата. Тие што имаат жителство овдека, тие се сметаат за гласачкото тело. Не може гласачкото тело да биде поголемо од бројот на жители на оваа држава. Колку државјани има Македонија? Колку државјани има Македонија? 1.730.000. Државјани, не жители, државјани. 2,5 милиони. Државјани. Тоа не сум сигурна дека има толку државјани. Ама има. Не, тоа значи не сте сигурни, ама има. Работата е што политичките партии го злоупотребуваат тоа. Затоа ги имаат и Министерството за внатрешни работи, и Министерството за правда, и матичните книги, и се она што представува податоци и манипулираат. Секој од политичките партии манипулира со тие бројки. Доколку ние имавме независна изборна комисија во која
тоа што нема да доаѓаат партиски луѓе, туку независни луѓе кои што ќе ја водат, во Кој ја тој детерминира случај нивната независност? Значи, Тоа е многу битно, битен ама момент. ако ми дојде Маричич за председател на комисијата, знам дека е тоа кадар на СДСМ, не е независен, така? Апсолутно, значи, да. така или Кондарко ако Кондарко. дојде, не може да биде независен. Значи ми треба некој кој што не е партиски врзан, за да може да се направи прочистување на избирачкиот список. Се додека не се прочисти избирачкиот список, ние имаме Сега проблем вие со сте правни. гласањето. Правниците знаете што викаат? Му гоускратуваш легитимното право да гласа. Не, тоа не е точно. Значи, јас не само што сум правник, туку сум и експерт за човекови права, тоа не е точно. Нема збор. Тоа не е Поентата е друго, што ние не направивме низ годините дистинкција помеѓу парламентарни избори и локални. И тоа во очи овие избори, претпоставам професорката Најчевска знае, дека за парламентарни е пошкакливо, проблематично е, за тоа кој каде гласа, дали во дипломатско-конзуларните представништва, дали треба да дојде во Македонија да гласи, да го исполни своето загарантирано избирачко право, затоа што сепак, ако е некој иако во странство државјанин, иако меѓу другото праќа налози, исплаќа пари, рани фамилии и се останато, дека треба да ги ужива сите права, тоа може, иако има и техника со регулирање, пример, register to vote, да треба да се пријавиш да гласаш, па тогаш да се види ова, но има едно нешто друго. Зошто пак ние дозволуваме низ годините за локални избори да ни се случува тоа што низ годините ни се случуваше во одредени општини, па сега имавме една етничка битка за Кичево, која за овој пат баш мило ми е што не успеа тој инженеринг, што пред 4 години го направија, кај што довлечка 2.500-3.000 гласови и победија не на квалитет, не на етност, не на партија, него едноставно на инает. Значи довлечка луѓе кои физички не живеат таму, само за да победи Дехари по трет пат, сега четвртиот пат не успеа, конечно. Исто се случи со легендата од она општината што правеше глупости што изгуби од Брвеница, мислам. Да, но има и на други места. Јас за почеток промените, каде ги гледам? Промените ги гледам во локалната самоуправа, затоа што знаете што се случува? Знаете ли колку луѓе во Скопје има, еве, Карпош, земете кисела вода, било што. Пола колите во гаражите ги гледаш. Велес, Тетово, Гостивар, Ресен, Радовиш, тие фактички живеат и функционираат во Скопје. Но не ги менуваат документите ради збир околности, тоа е нивно лично право. Но фарсата е друга поголема. Не е тоа лично право, тоа е прекршување на законот. Ете така. Јас кога бев Со таа мала разлика. Ете така. Не, тој Ама во законот си стои, треба да ја пријавиш промената на живеалиштето. Значи, не може ти да живееш на едно место, а да се водиш со документите на друго место. Значи го прекршуваат законот. Добро. И сега, каде го имаме проблемот? Човек кој функционира и живее во град Скопје, затоа ја викам никој не може во Скопје да детерминира реално колку има жители. Ние на статистика водиме, не знам, 530.000, пример 570, јас ти тврдам дека Скопје има 750. Зошто? Гледај во собрајкиот, гледај кој има продолжен викенд. Најубаво во Скопје се вози на продолжен викенд. Значи, кој има продолжен викенд летно време, кој заминат сите за Грција или кој ќе одат по помалите места, петок, сабот овде или понеделник како е празникот, овде е рај. Природно, да бидем искрени, тоа се случува во другите европски градови. Ама чекај, ако економски политички центар доаѓаат луѓе да работат и се заменуваат. Колку еве се банален пример ќе земам Крушево. Капацитет на не знам зошто ми текнам, еве Крушево ќе земам. Капацитет на градот, ако се пополни со жители секоја куќа по тројца да живее, во Крушево може 20.000 луѓе да има. Реално, тоа е капацитет на градот. Статистички искача 6, 7, 5. Реално секој крушевчанин праша го, поиќе 2000 луѓе кои активно живеат нема. Но на избори тој што ќе победува пример со 2500 гласа, пример сад. Нафрлам со бројки, но сега ме ја постигнам поентата. Значи имаш 2000 кои фиксно живеат таму, а овој победува со гласови со луѓе кои се во Прилеп, во Битола, во Скопје. Значи наменски доаѓаат за избори да гласаат. Во централно ниво, и апропо професорката што рече местење на избори, извинете, барем јас така мислам, еве и на последните и предпоследните избори, голема мера смени фингерпринтот моментот. Добро. Значи фингерпринтот моментот не ги спречува заканите, не ги спречува подкупувањата, не ги спречува. Абе човекот се појавил во живо. Ставил прст, го скенирал, видело. Еве јас се скенирав, подзакана, подкупен и слично. Значи, тоа го гледаме посебно во селските средини, е многу видливо.
во градските средини е помалку видливо, меѓутоа секој бизнис може да трпи на овој или оној начин, па некому му ветиле вработување, па некому му ветиле дека ќе му се помести меѓата и слично. Значи, што туку ја кажавте мојата поента од преска, не е толку влијанието на самата политичка партија, Ама па политичката партија го прави тоа. Ама чекај, само едно прашање, пошто сте паметни и ги знаете работи. Што е поента на постоење на една политичка партија? Дали е нормално да имаш пред политичка партија да кажеш ја не сум заинтересиран за власт? Точно напред не владина. Значи поентата на политичка Дори не партија сме слушнале партија до сега да каже дека не е заинтересирана за власт. Таа е тие што тоа го викат лажат. Ама Значи, по дефиниција, политичка партија е такво здружување на граѓаните кои што се бори за власт, така што Така? Тоа исто како да тренираш фудбала да не сакаш да играш на надпревар. Браво. Сега, пошто кажавте дека борбата на политичка сега. Ама борбата за власт не значи прекршување на законот, не значи рекет, не значи закани, не значи подкупување. Се е дозволено, се дека не го фатат. Не. Чекайте сега. Се извинувам. Како може рекет и насилство да е дозволено додека не го Како фатат? може? Ама тој што се лакта, тој што се бори ке проба се. Не се сите со крвно начело. За рекет не е лактање. Ама не вика дека секој го прави. Ама чекај, не го прави секој тоа го прави Не трајче. зборуваме за тие што го прават, апсолутно не го прави секој. Сега, ако некој хипотетички тебе ти вика, најди ти уште 5, уште 10 души, уште 15, ја ќе ти средам за вама, ја ќе ти средам таму. До тој што те корумпира или и до тебе што ќе ја привадиш таа игра? До двајцата. Thank you very much. Значи, ние ако системски ги ограничиме можноста да некој Трајко, Петко, Митко, локално тебе те кандисува, а не ти да кажеш јас ќе се борам поише, ќе учам поише. Се додека политичката партија Добро. може да вработи, се додека политичката партија може да ти го загрози... Ама знаете дека во голема мерка не може, Да ти го секогаш. Како не може? Да ти го загрози ги исполни желбите на бизнисот. сите, а тој Се додека политичката партија може да влијае дури и Добро. да ти направат промена на записот во катастар, што се случува исто така. Ќе се насмеам, дури пошто во- знам од лична ситуација што сум видел. Значи, истото Да, тоа случајно. се случува, да. Секој Па одма паника човек- се крени и се реши све кога се јави в едно-две места за да видат Така што што се се дешава. додека тоа Да. може политичката партија да го направи, се до тогаш ќе може да ги корумпира граѓаните. И затоа јас ќе се вратам на она правила, процедури и критериуми кои што од друга страна се поддржани со независна администрација и како стручен дел од државата и со независен правосуден систем. Тоа се трите столба на демократијата. Контролни механизми, професор Ке, никој во мала средина тоа не зависе, многу го вулгаризира, затоа што ќе ви кажам една работа. Човек ќе биде во политички субјект, на кратко, на долго не е битно. Ќе добие етикета за цел живот, иако е човекот со крст на чело и домаќин. Тој па независниот, под наводници, не пошто нигде не бил, нигде не членувал, тој оди на баци рака кај сите можни. Сакам да ви кажам, тоа етикетата кој е независен, а кој е определен, кај нас е шкаклива тема е. Правила, процедури, критериуми. И за тоа што зборувам овдека 5 години контролни механизми или што се зезам јас фразата од времето супер бинго контрола. Ако немаш супер бинго контрола, ако не може Трајче го контролира Петко, Станко, Митко ово и не пројде, нема да функционира. Ние контролните механизми ги релативизираме со заобиколување на системот или тие што треба да го заштитат системот со ставање на меки и кварливи луѓе. И ќе дојди некој, ќе ти изгласа, ќе ти крени рака си, ќе се насмееме, ќе се гушниме и терај. Ви благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Беше задоволство. Да. Се надевам дека ќе се идеме повторно. Уште еднаш ви благодарам што ја прифативте поканата. Почитувани ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.